на гости во општина Ѓорче Петров. Разговарам со првиот човек на општината, доктор Александар Стојковски. Добар ден, градоначалнику. Добар ден и ви благодарам за посетата на нашата општина. Со стартот на пролетта се чини стартува и градежната офанзива во општината. Пред нас е мапата на проекти што ќе се реализираат. На што е ставен акцентот и што ќе има приоритет? Стартувавме на голема градежна офанзива во урбаниот дел на општината Ѓорче Петров, со тоа што отпочнавме реконструкција на 20 на улици со средства од општината и дополнително уште 6 улици кои што се со средствата добиени од страна на владата на Република Македонија. Офативме голем потек во населените места Мирчаце, односно Диво Мало, таму офаќаме 14 улици. 5 улици имаме во населеното место Ѓорче 2 или Дексион, како што е попознато меѓу луѓето. Дополнително и во урбаната заедница Ѓорче Петров работиме на реконструкција на 2 улици. Работиме на пробивање на нова улица, тоа е улицата Социјалистичка Зора кон улицата Сремски фронт. Работевме и во населеното место Дамој Груев, таму ја завршивме целосна реконструкција на една од најдолгите улици Николај Островски и продолжуваме сега со изведба на целосно нов пат локален од Клучката во Волково кон село Орман и продолжуваме понатаму во сите останати делови на општината. А за тоа што е дополнително планирано, морам да истакнам дека меѓу првите општини аплициравме на повикот, на вториот повик од владата за доделување на финансиски средства за проекти и на овој повик учествувавме со 18 досега нови проекти кои што ќе опфатат изведба на 89 улици и нивни краци во руралниот дел на општината, односно приближно некои 20 километри нова патна инфраструктура. И со тоа го решаваме целосно проблемот со инфраструктурата и оној дел покрај 80 улици кои што до сега ги изведовме овие 3 мандати, ќе направиме еден рекорден успех во еден мандат. Сигурен сум дека околу 200 улици вкупно ќе опфатиме на територијата на општина Ѓорче Петров, што е најголем инвестициски циклус во делот на изградба на патна инфраструктура, историски гледано во нашата општина. Се гради во Ѓорче Петров, не само што се реконструираат и се асфалтираат улиците, градите и спортски сали, градинки, училишта. Тоа ни е врвен фокус покрај патната инфраструктура. Реално, кога дојдов овдека на функцијата градоначалник, најголем проблем имаше од жителите со инфраструктурниот дел. И еве тоа тековно го решаваме. Покрај тоа, затоа ние за среќа имаме позитивен прилив на жители во Ѓорче Петров, имаме и дечиња. Со тоа и предизвиците во делот на градинките, сместувачките капацитети и училиштата нормално не бидат поголеми. И отпочнавме со изградба на нова детска градинка во Стопански двор, претходно ја завршивме детската градинка во Волково. Добивме на првиот повик средства и започнуваме постапка за изградба на уште една детска градинка во Дексион. Тоа е населеното место Ѓорче 2. Во план и програма ни се изработка на уште една детска градинка во блокот СЗ-16. Тоа е последниот детален план кој што го донесовме во близина на населеното место Александрија. Понатаму планираме исто така доградба на 3 училишта во општината Ѓорче Петров, и на подрачното во Хром, и на Страшо Пинџур, и на основното училиште Јоаким Крчевски во Волково. Врвен приоритет на инвестицијата во овие објекти, затоа што сакаме да создадеме услови за континуиран раст и развој на општината. Благодарам за разговорот. Благодарам многу и на вас и за постојаниот интерес што го имате кон општината Ѓорче Петров.